Почнавме, човеко. Јас сум Филип, а вие гледате Инстант вести на Радио МОВ, првите македонски младински вести на Инстаграм. Ви фалев, нели? Ајде, признај. Ајде. Не, се шал. Мики е топ, ама денес мене ќе ме гледате. Во денешните Инстант вести правиме пресек на случувањето од изминатите 2 недели. Ги издвоивме неколку работи кои ни се видоа најважни и најзабавни. Ако во изминатите вести се прашувавме дали конечно ќе има вистинско олабавување на мерките за заштита од COVID-19, одговорот е да. Нема веќе носење маски. Ајде да ги фрлиме маските и да лижеме лижалчиња. Па нема доди така лесно. Се тргна забраната за носење маски на отворено, ама остануваат задолжителни кога ќе се движиме во затворен простор. Има и полициски час од полноќ до 4 часот наутро кој останува на сила до 15 јуни. Или јули. Или јуни. Младите под 30 се уште не се дојдени на ред за вакцина, со мали исклучоци, и чекајќи да стигнеме до вакцина дојде лето. Па сега размислуваме каден одмор. Само чекајте. Не се излегува толку лесно преку граница, зависи каде ќе се патува, ама во повеќето држави ќе мора да се приложи негативен PCR тест или доказ за примена на вакцина или прележан COVID-19. Надлежните најавија дека овие податоци ќе има нови дигитални COVID пропустици или народски кажано пасуши, само и нивното издавање заглави во, знаете, комуникацијски бирократски лавиринти. Нема проблем, млади сме, ќе си почекаме. Денешната инстант дописничка ни доаѓа од едно убаво мало градче во центарот на планетата. Мислам на центарот на Македонија, северна, добро. Ама не на север, туку баш во центарот. И можда малку на југ. Елена, што прават младите во Неготино? Добар ден, јас сум Елена Тимова и сум вашиот дописник од Неготино за тоа што прават младите овде. Но прашањето што прават младите во Неготино, тоа е многу едноставно заради тоа што конкретно матурантите сега се спремаат за матура, затоа што на 5 јуни започнува полагањето македонски јазик, а потоа на 11 јуни се полага странски јазик. Па генерално младите се окупирани со подготвување на матура и уште сега го чувствуваат тој стрес. Но сепак тие помалку, гледајќи ја ова ситуација во која што сме, се трудат и на некој начин да се забавуваат заради тоа што сепак завршиле средно образование. Не дека толку младите и се посветени на училиштето, туку тие ја ценат и културата и уметноста, па затоа скоро во Неготино се и промовираше книгата All My Good, All My Bad, All My Life од матурантката Деја Балкански, која што таа вели за нејзината прва издадена стихозбирка на англиски јазик, дека е инспирирана од луѓето во нејзиниот живот, од нејзината фантазија и од сите животни случаи кои што и се случиле нејза или пак на нејзините најблиски. Останете ми поздравени, до следното видување, јас продолжувам да учам за матура. Поздрав! Ден ти да не беше ги пропадна Инстант вести. Мислам, уствари, ја кога да пропадна Инстант вести. Во делот на образование сведочевме на протести за етика во религии, а против дигитализација на учебници, сексуално образование, реформи, а собраниските комисии го прифатија предлогот на иницијативата. Учебници и настава мора да има. За распишување референдум каде граѓаните ќе се изјаснат дали поддржуваат дигитализација на учебници и наставните материјали во основното и средното образование. Арно, ама за навистина да се распише референдум за новиот предлог закон на учебници, меѓу другото иницијативата ќе треба да собере уште 10.000 потписи. Така што ќе потрае ова, ама до 1 септември имам уште малку до 3 месеци. Блендикот дај си заминува, а Лука Павикевиќ е избран за нов претседател на Сојузот на средношколци откако победи на изборот на лидер на организацијата во следните 2 години. Со лесно, Лука, ќе ти треба. Hello World, велат четворицата тетовци, како и да е. Stonehenge. Оваа изрека е всушност името на нивниот прв албум кој е издаден под капата на Password продукција и беше промовиран на Младинскиот културен центар.
Ежињата ги сочинуваат Ангела Маринковска како вокал, Дејан Томовски е басист, на тапани свири Марко Стојчевски и гитарист е Исмел Камбери. Еве ги Стоунхендж. На 4 различни локации низ Скопје се одржа 13-тото меѓународно биенале на млади уметници со наслов Страст за лутање во организација на Музеот на современа уметност Скопје, со дела на повеќе од 30 локални, регионални и меѓународни уметници. Ние бевме во МСУ, малку беше гужвичка, патрулираше полиција цело време, ама си поминавме супер. Тоа пешо конечно почна да се организираат настани, оти не можам од пандемијава веќе. Не можам. Инаку 15 млади македонски уметници чии дела беа одбиени на конкурсот за биеналето, паралелно се организира своје одбиено биенале, односно од биенале во јавна соба. Кул работа, дечки. Се одржа 10-тиот јубилеен енгејдж. Излеговме од дома и слушавме што имаат да ни кажат 10 македонски и странски активисти. Времето беше убаво, микрофоните чат-пат, така ќе закрчка, а? Ама се измешавме меѓу луѓе. Лани пандемијата ја почнавме со енгејдж крај во февруари. Сега и да ја завршиме. Мислам дека е крајно време да ја завршиме. Не бе, кој да не се нервирам, не ми кажа да не се нервирам. Остаме да живеам што сакам ќе правам. Кога сме ке активизмот, велосипедистите конечно добија еден ден во годината на раат да возат точеци низ Скопје под мотото Улици за луѓе. Градот Скопје организираше еден ден без автомобили, 12 часа без автомобили, на улицата која што беше затворена Васко Карангелевски во аеродром. Кога сме кај аеродром пак, стигна најавата дека пред општинската зграда се поставени 10 точеци кои ќе може да се изнајмуваат бесплатно секој работен ден, ама само од 8 до 16 часот. Ај, за времето ќе им простиме, ама не и за дизајнот. Неколку актерки со пораки во своите раце застанаа до поранешната канцеларија на претседателот во Скопје. Станува збор за перформансот Место за поддршка. А пораките сушност беа извадоци од сведоштва на жени кои биле жртви на насилство на своите работни места. Авторка на перформансот беше режисерката Драгана Гунин, која заедно со помош на истражувачки тим периодов собрале околу 500 сведоштва од жени преку онлайн анкета и интервјуа. Преку перформансот таа зборуваше за сексуално вознемирување и уценување на работно место, за кое вели дека доаѓало од мажи на позиција на моќ кон своите работнички. Ако минатиот пат се пожаливме дека некако тешко ни оди со лабави вести во земјава, денес имаме една. Се отвори динопаркот во Скопје. Да, и цела влада присуствуваше на отворањето, кој досега да не виделе диносауруси, иако и ние немаме видено, ама не ми беше сега тоа моветот. Динопаркот е сместен веднаш до Скопската зоолошка градина и во него има тираносауруси, сегаросауруси, асиросауруси и други асиросауруси во природна големина, не се живи, ама се гласни и се движат. Ама се гласни и се Во стварно постои луѓе, ја ќе одам. Се работи за 41 реплика на диносауруси од периодот на Креда и Јура. Леле, да има сега диносаурус да видам, замисли. Не. Мислам, ова не е лабаво, ама да се пофалиме. Новинарките на Радио МОВ, Ивана Смилевска и Емилија Петреска ја добија наградата Жан Моне за најдобра новинарска сторија со наслов Од Вивала Дива до победа во Страсбург, колку државата е отворена за транс права, поврзана со предизвиците на трансродовите лица. Јас мислам дека најдобрите вести беа оние за диносаурусите. Толку за денеска. Се гледаме за 2 недели. Пред крајот уште да ви кажеме дека од 31 до 7 јуни Хера и заедно посилни одбележуваат Европската недела на тестирање на ХИВ. Па така обезбедуваат бесплатно и доверливо тестирање и советување за ХИВ со брзи тестови. За детали пишете им ним или прочитайте на Радио МОВ. Филип се објавува инстант вести. Се гледаме за 2 недели. Вајде ќе биде Мики.